Епа, еве сме октомври, скоро. Што ќе кажеш? Значи, немам коментар. Сиелен. Искрено, не очекував дека волку професионално. Дури со малце, дури така трема имам, нешто што е толку добро и толку скоцкано, сложено, направено да биде цела слика, секоја чест. Не ве што треба да си правиме седенка. Да. Добро. Фала што дое. Чест ми е. После година дена. Па не е година. Да, втора сезона. Втора сезона. Фала што дое за да отвориме втората сезона. Мило ми е. Немаме нешто посебна агенда. Може да си поприкажеме за летова што измина што правевме. И у суштина гледачеве да видат дека Thomas Performance is upgraded. Имаме благодарност до Младен и Давид, дечки што ова е нивна заслуга. Браво. Ќе се потрудиме да направиме и така некоја како продукција за ова. Во нова просторија сме, нова опрема, нови камери. Благодарности до сопругата за уредувањата. Баш feels like home. Тоа е. Тоа ќе те праша. Да, Feels like home. Апла feels like home. Епа, that's the point. Да не мислиш дека си у мисија. Да. Така да прави си му. Иако се осеќам како у Не мисија. се сеќе. Дојде си на гости, само нека мене дома. Друже, значи, јануар правевме подкаст. Мислам дека више сите знаат дека ја и ти сме другари, тренинг партнери, 20 сата неделно врзани црева на точак. Ама негде последната епизода заврши таму негде јуни и се спремавме да идеме на фондо. Спремањето не е недела две, него е 6 месеца. Години. Назад или години назад, да. Али тој беше у таа фаза бевме на градење на база. Градевме база, правим и не само база, и оштревме веќе. Ја имав најавено неколку пати низ прва сезона. Април, мај. Дека си имам желба за трка, за фондото у Љубљана. И требаше заедно да идеме. Требаше. Ама, што се деси? Како да почнам сега? Да, ќе почнам ретроградно. Значи, Да, бе, да. Прво, стварно ми е многу овде. Не знам дали ќе биде краток подкаст или долг подкаст, зависи сега и од нас. Ке видиме. Кога ќе навлеземе. Да го поминеме летово. Да, али ајде онака понакратко, значи се спремавме back to back. Чекај, стој. Нов обичај, сакам да воведам у нова сезона, гостите да ми даваат автограмче. Потписче. Супер идеја. Позади имаме едно, како си тоа? Што и да е? Кардборд. Или како и да е, да. Изволте, бери си кај сакаш, бутни го тоа слободно вака. Супер, баш ми е чест. Бери си кај сакаш, удриен потпис, не мора да е многу мал. Ова е голема чест, да ти кажам искрено. И ке те има за сегде. Forever. Толку, сторите прекинав. Ништо, тоа е тамо на едно работа, обичајче, сакам со... Мислиш интересно вака како доаѓаат гостиве да ми маваат потпис? Одлично, сега потпис и историја сам по себе. Се надам дека некои од следните потписи ќе бидат онака некои фаци. Некои поисториски. Сите гости тука си имаат свој удел. Супер. У животот и јас сум на сите благодарен. Извините, прекинав. Многу добра идеја, да. За пред летото. Прекина, да, за да помину ни страумата уште еднаш. Значи, се спремавме back to back, што знаеш, месеци база, збориме месеци неделно по 20 часа тренинг на точак. 6 пати. 6 пати неделно минимум, некогаш и 7-миот пат е тренинг. Ако е добар ден. Да, ако е добар ден. Се помина во најдобар ред, се до моментот на 15 дена пред трка. Така беше, 2 недели. 2 недели пред трка, каде што веќе спремавме нели опрема, спремавме и fine tuning на точако, ланци, касети, менјање, да е све од добра позиција, сервиси. И после 6 месеци спремање, ја реков, викам,
добра идеја е малку да го регенерирам телово на масажа, каде што by the way, нели, редовно одам, сидеме редовно и све супер. И секогаш е масажата онаков тип, нали, медицинска спортска, не е релаксациона, знаеш, не е идеш Ама да... Нешто ти малце беше Имав некоја болка кој што ја имам долго време од левата страна на грбот, ама не е ништо специфично или нешто критично и случајно викам, држи, дај малку стисни ме, знаеш, да нема гале, ќе средиме, ја 100%, значи верував дека ќе биде све кој што треба и супер, помине, све доаѓам дома, нешто почнува пак ме боли грбот и викам, добро, масажата, знаеш, не е толку страшно, знаеш, додека сум загран сега, пушта, целади телото. И се будам пет сабајле, не можам да дишам. А што не можам да дишам, не можам да се мрнам. Буквално, значи, сум поминал ни секакви повреди, ни секакви падови од точак, ни секакви трауми, алпинистички, од трчање, од атлетика, од бајк. Ја прв пат во животот да се осетам имобилизиран. Скрос. Тотално. Дали беше нерв, не сум сигурен, не знам, пошто не може да отидам на лекар. Само седев во исправена положба и само можев да станам со помош. Мислиш, лежиш? Да, лежиш? Да, на улегната положба и само можев да станам, евентуално за до веци, тоа ми беше прво 5 минути психичка припрема. И сопругата моја што ми помагаше за да станам од кревет и толку беше, така беше. Значи, негде грбот. Да, значи, цел. Да, таму осетив болката, меѓутоа таа болка после се прошири буквално цел upper body, цел горен дел од телото и буквално неспособен бев за ништо, камоли за тренинг. И се тоа на 15 дена пред трка. Да. Long story short, ја нарени 10 дена не можев да се качам на точак. И одење на трка, на 15 дена пред трка, 10 дена скроз оф е еднакво на самоубиство. Не треба. Или само на старт ќе се поздравиме, томе со среќа, дечки поздрав, се гледаме на крајот да го стигнам и тоа е тоа. И така, тоа беше малце. Иначе се оправив после тоа за здраве, да. Меѓутоа не знам што се случи. Не беше болката од една страна на грбот, него мислам дека беа повеќе нерви приклештени или некако приклештени при зафат, да се шири низ буквално цел горен дел на телото, гранниот кош. Кој знаеш што било? Језиво беше. Anyway, да, фала што ја сподели приказнава, ја знаев нормално, ама ете ти да ја споделиш, ама после ти ја знаеш приказната, ја како летово во она, ама нешто што не знаеш е што кога отидовме ние, значи ај ти се повреди, нема смисла да идеш, ние отидовме, тројца, ја, Мишко и Давид, си отидовме на трката, се редовно, спремно, јас, благодарност, немав такви баксузи, формата подесена тачно на денот, пик, CTL 82, така се каже, CTL? Да, CTL 82, фитнес форм, све подесено. Минус 20. И нешто што не знаеш е што имаме кратко клипче, што си дреме 3 месеца, не си го гледал. Опа! Благодарност пак до Давид. Јас кажа ти дека ќе снимате нешто, ама кај у таа џунгла таму, викам, кој снима, нема шанси, тоа таму е преживување. Не, Давид, како, кога, ја појма немам, кадриве, која се фатени, камерчето, стел и GoPro на бајкче, на почеток имаме неколку сцени од самата трка, така што тука сега ќе откриеме таа приказна. Премиерно, ајде, двај чекам. Од Лјубљана, значи ова е некој си 12-13 јуни, Лјубљана, трка, Гран Фондо, и имаме кратко видео записче од тој наш роуд трип, што траеше неколку дена. Може да го видиме. Ќе пуштиме сега, го гледаме. А чисто само да затркава 168? Ти сакаш да, 156, 158. Колку висниска беше? 1500, 600, 700, нешто така и за некои луѓе што не се, да. Па да бе управо си да споделиме. Да споделиме велосипедска трака на која што имаше колку учесници? Околу 2,5, околу 2,5 илјади оваа година.
160 на километри, со околу 1700 надморска, доаѓаат бивши професионалци. Таа е аматерска трка, ама аматер значи нема професионален договор. Pro amateur. Pro amateur, италијанци, германци, тој што победува австриецот Џони Хугерланд е про. Професионален Што аматер. лани му истекол договорот. Лани му истекол договорот. А тој Џони Хугерланд мислам дека има и точкеста мајца на Тур де Франс. Да, има носено полкадот. Толку, крај на приказната. А за по велосипедски упатените гледачи, тој е тој што ќе го најдете на YouTube, некад има клипови од него, што има летано у бодликава жица со 50 на саат на трка. Еден од најепик crashes. Најепик Tour de краш на Тур де Франс е истиот тој, вие 2 години си вози Гран Фонда, си тепаше у Сараево, си тепа у Љубљана. Таа конкуренцијата. Таа е конкуренцијата у Љубљана. Бојром, ти покажам сега, Ајде, ние што супер, имаме едва чекам. снимено. Да видиме. А нормално за гледачите ќе си гледаат они фул верзија. И сега ова Стартот не е... беше у недела. Стартот е у недела, у 9, у 8. У 8 сме ние нацртани таму. Саат време дремеме у место, оти веќе има 200 луѓе пред нас, дојдени. Супер за загревање тоа. Да, загревање, што ти кажам, клипчево не е само од трката, ќе видиш. Аха, цел роуд трип. Да, неколку дена Значи, сме таму. да, сега уствари да ми биде криво, уште да ти поише. биде поише криво што не Добро, е. окей, се Односно- гледаме наредна година на подкаст. Гледај наредна година да не те фати бак со спа некој. Као се бре? Еве нема везе. Супер, се гледа, одлично е. Љубљана, Многу добра ја ќе продукција. правам демек некој Добри со ќе лого, коментирам. доле се. Чекај, ова... Ова се е Давид. Све и дронот? Не знам. Не А, ти знам. треба го прашаме. Не знам. Пошто Ова е многу добро снима. продукција. И првиот ден, да, имаме 3 дена бевме таму. Четвртиот си отидовме. Првиот ден Recon Ride, за тие што не знаат, е кога се прави тренинг на дел од стазата што ќе се вози на трката. И моравме да одиме негде со кола, за да не трошиме саат време низ Љубљана. 2-30 минути, нормално, кој ја видел Словенија знае. Супер. Све by the book. Ти, кај идеме тренинг да правиме, човек. Малку носталгија. Види. Ама- види. Идеме негде, си наоѓаме некоја фабрика или не знам што беше, паркинг огромен. Значи, Да. Рикон на делот од На патекала. дел од стазата. Да. Стазата 106 км, ние некои 5-60 до 17 км ги возиме со најкритичниот дел Кладже у горницата. Да, тоа сакав да кажам дека онаков клучниот дел на трката. Е една угорница од Да. 7 км и ова е тренингот. Дел од стазата ја возиме. Па ти што ти кажам, човек? Што ти кажам? Формула 1. Глеј, Формула 1. Добри кадри. ова е од GoPro-то. Добри кадри. Ова е патот на кај Кладже. Ова е одиме на кај Кладже, Всушност, да. да. Ова мислам дека е веќе Кладже. Да. Ова е веќе дел у на горницата. На шала, на смеење си ги возиме 25 минути Кладже. Кладже. Да, инаку чисто е ти за публиката што прати, значи ја и Томе веќе сме биле еднаш Да. на трката. Кажи колку го возевме. Да, го Истово. 45 минути, да. 45 минути истово, 4 години подоцна го возиме на шала 25 минути. Да. Ова е Со угорницата. вистинско спремање. У меѓувреме јас се гледам дека позицијата ми е никаква, па за оваа сезона ќе работиме на Супер е тоа. позицијата за ако си на уште 40 Аеро- сантима повисоко. Аеродинамика многу лоша. Мишко со нас. Благодарности до него, огромна помош и на трката и на се. Дечките уствари прифатија да возат за мене, човек. Ја ти Да. си ја видел таа гужва. Да, Ти си ја видел. Браво, тука браво за нив. знаеш што коментирам. браво за нив. Нешто коментираме тука. И си го завршивме тренингчето, задоволни сите. Ова е денот Рикон ден. Рикон Да. рајд. Ова е петок. Значи недела е трка. Ние сме четврток вечер стигнати. Петок си правиме тренинг. Стазата е супер. Удолницата од Кладже, не баш. Нели таму имаше секција на лош пат. Да. Пар 2017 Уште кога полош. бевме, значи уште е Уште полош. полош.
со земја, со камења, градат нешто го реновираат патов, не знам што прават. Од прилика рутата, ама ова е рутата на тренингот. Ова е од тренингот што сте го правил Рикон. Стража, еве го кладже, еве го. И уделницата 63 на сат. На заебанција. Значи ова е од тренингот. Да. И после тука низ некои селца забегавме, човек, ритчиња, леле, не знаеш какво патче. А таму да ти мерак да забегаш па ти е мерак. колта на Вториот ден лабаво тренингче, лабаво тренингче и да идеме веќе местат. Веќе местат стартот да го видиш каде е, во Бранови. Ама едно полабаво тренингче тука у селата на Љубљана. Ова е ден претрка. Ова е ден претрка. Значи сабота сме веќе. Некои саат, два, рамно, Доволно. лабаво и идеме пакети да потигаме. Ние си викаме, леа, ќе биде кушва тука, милион луѓе. Тоа среденко. Дали чиповите ги врзавте со весици? Да. Супер. Те текнува ли колку се матретиравме 2017 Чиповите? кога бевме, едва ги наместивме Да, тие чипови. да, не сега беа помалецки, полесни за местење. Еве ги тука однапред. Аха. Еве значи го на- више денот на трката. Ова е у 8 сат са бајле, веќе има луѓе пред нас. Добро, Саат време пред старт сме. Кампуваат ли се? Што прават? Саат време пред старт, пред нас има 100 луѓе од минатата година што биле првите 100. Тие се напред. Пред нив VIP, Хугерланд и компанија, уште 50 луѓе. И почиња. И ова е сега 500 луѓе пред нас. Ова е од на Давид GoPro-то. Ова е од Давид GoPro-то. Ја не знам кај се, Мишко не знам кај. Веќе е хаос. Ама нешто што не може да се долови на видеото е шкрипење бандажи, мирисање на изгорена гума. Ненормално ризично. Добар ден ви се погодил вака сонце, И маце, негде после Ова е првото брдо. ова е краткото првото брдо. кратко. Пред него пред овој момент ја го преживеав мојот прв креш у живот. Тука сме више на Кладже, Аха. у горницата. 257 си ти, да. После Кладже веќе не се снима. После хаос. Тоа на И- почетокот бил крешот. Да. Пред Добро, тој среќа, момент, само да среќа. ти го раскажам крешот, ние го поминавме тој момент, ама пред угорницата, ја го преживеав мојот прв креш, негде напред, 50 на метра пред мене, море од точаци. И само гледаш гзови и грбови. И у еден момент почиња бран вака да паѓа од луѓе. Ти се местиш со рамо. Немаш кај да бегаш, значи немаш кај да бегаш. Толку е видеото, ова е више стазата. Аха. Стазата. Супер да се Целата долови малце стаза, атмосферата, да. Ова беше цела трка. Старт у Љубљана, дел и ќе завршиме панек до Љубљана. Браво. Јаво, тука више финиш и чуда. А ова е Тоа супер, е. штета што Ова си го пропуштил и че само ти докажам Крешов. Значи само гледаш вака море, бран почиња да го снемува. Вриштат луѓе. ти веќе на земја се гледаш, готово. Да, Толку. не, и сега ти гледаш кај да бегаш, нема кај да бегаш. Тука човек до тебе, тука човек, воланот е вака. Значи со рамиња се допираме, Да. гужва. И готово, и ги приметувам. Како паднале двајца пред мене и сега рачунаш кај ќе паѓам. У милисекунди. Да, умили се кај ќе паѓам. Дека мам право, предно тркало ќе ми мава во два точаци еден врз друг. Уф. Значи двајца луѓе легнати, точак врз точак и ја низ нив. Мишко до мене, нема кај да бега и он знае кај ќе мава. Човечко стампедо. Он мава директу човек и паѓа. А ја Човече. по необјаснива среќа поминувам низ двајцата луѓе преку точаците. Што збори? Ја рипам спремен да се фрлам од точак, знаеш, да се колут Да, напред да, да направам да, да не да, кршам да. клучна коска. Ја готово ќе правам колут напред и некако трп си помина Бајков Ти преку нив. некој карбон wheel скршев. Али преживеав, човек, Вау. не паднав, си преминав преку крешат, Мишко среќа после успеа стана,
Си Човече. спотапал таму со тие? Може да мислам колку си изнервирал. Брат, тоа пропушти. После тоа више причата ја знаем. Ич не ми е криво, да? Сега вака и со видео ич не ми е криво. Битно, после тоа стандард прича. Одмори, Да. едно друго. Ти што правиш за одмор? Ти после проба да темпирано. Да, ја после пробав да возам, ама ништо. Ти од мука отиде со точак на одмор. Отидов со точак на одмор и за да животот не биде толку комплициран, толку едноставен, нели мора да биде комплициран. Ај ќе надокнадам тие денови од тренинг, ќе одам, ја резервирав месец дена на одмор. Леле, да. Месец дена на У одмор. Грција. У Грција месец дена, товарено се. Прво имав 2 дена само точак и опрема. Резервни вакви, резервни гуми, CO2, пумпи, улје, бидони, што све не 300 ситници. И товари се у кола. Супер, викам, сега чекај, викам, само купак и идам. И доаѓам таму, супер, све помина недела дена. Како помина недела дена, се будаме на добро сабајле, убаво утро, со температура. Леле. Може да замислиш на 39 степени надвор, ти 39 температура имаш. Long story short, неутрал, да, неутрал. Спиев по тренерки од температурата и така едно 2-3 дена, не ми беше арно, а извозев напред 2-3 тренинга, рикон, нели, ајде оваму има некои 2-3 локации таму кај што бев на западен брег, што е супер за бајк. Сликите, нели, ти ги покажав. И кај ќе земам еден брз тест од аптека. Не верувам дека е тоа. Не ти ни текнува дека е ковид. Не, мислам кај на 40 степена ковид, мислам не може да е грип. После некој Ама после што знаеш, не може да е грип, не може да е инфекција, не може да е ладно пиво, не може да е ладен коктел или сок. И излезе дека сум позитивен. Па и си ги одрема 9 дена успиење, лежење таму. И за да биде причата уште по-трагетична, сопругата после 8-миот ден и она прави симптоми и сега викам што ќе правиме, дали ќе седиме затворени по дома, таму у смештајот, у апартманот, или ќе се враќаме и се вратив. И буквално дали направив 5 тренинга од пресметани 25. Бре. Така да најмука ми беше што требаше да го товарам точакот сега пак назад у кола, пошто беше склопен целиот. За џабено се. Џабе, ајде труексели, дискови, тркала, па ленти, па да не се испрља у кола нешто, улје да не капне. Знаеш како и да ти работи, се вратив у Скопје и сега за сега не ми има степан уште да малер. Кјути, мислам дека и ти нели беше на одмор? Да. Иста прича некоја. Многу слична прича. Некоја делиме. Си дав мојот бар беше плански одмор. Да, заслужен. После трката, заслужен, не дека ти имаш незаслужен одмор. Плански. После трка, некако доста ми беше точак и си реков онака 3 недели. Го продавам. 3 недели. Се продава иначе Bianchi Ultra X3. 2 комада. 2 комада. Со гаранција. И си отидовме на одморче, Словенија, Италија, една недела Словенија, идеме во Италија, и ми е нешто грлово, од клима. Од клима. Да. Лошо сум спиел. Вчера ладно. Ладен сок. Да. Не поминува. И нешто како ми се сврте. И викам ја изгледа ковид. Не бе, не, ништо не ти е. Пратиме ХРВ. ХРВ трка. Значи стрес 100%. Цел ден. Flat line. 5 милисекунди. Flat line вака. Викам ништо. Со нешто се бори телово. И ја исто. Вториот ден во Италија. Едно тестце, джанг, ковид. И одма ти се јавив. Брат, колку те држаше? И ти викаш тачно 8 дена. А ја на третиот демек малце полесно ми е. Подобар си. Да, и не бе не, 2 дена беа лоши. Он е нов цело време. Третиот ден не бе не белки не 8 дена, четврти па, пети па, шести, седми пати, дебе 8, а бе 8, деветиот ништо. Да. Како помина 8 ден, деветиот ништо. Како свиш на деветиот? Тренинг? Да, 10-тиот ден тренинг. Ништо, ресет. Точно нормално, падната форма за 2 месеца. Брат, тоа беше одмори и
полека заврши летово, ја и ти си возикаме па, Почна да се гради база, почна да се гради база. За наредна година се надеваме. Не стигнав ни од формата што ја имав од нели што се разболе останато нешто за да идам и на Гранд Фондо у Скопје. Да, мене не ми не беше у план Гранд Фондото. Да, имајќи предвид дека апла е too much high intensity, не бев тој тренажен процес да имам high intensity, така да и тоа го промашив. Не сме наоштрени. Да, па здраве. Ништо, сега си возикаме зона 1. И доаѓаме до тука. Умеѓу време, јас спремав студивце, па да ти кажам фала. Искрен да бидам, многу ми е стварно, народски кажано, кеф, што баш јак и добар апгрейд направи и што сум прв гостин во ова студио, па да отвориме сезоната така. Ја мислам и тоа ќе стане обичај. Секоја сезона со тебе ќе отвориме. Да, може. Јас сум слободен било кое време за подкаст. Тоа е, драга публико, една кратка најава со мојот најдобар другар Здравко и тренинг партнер до животно. Фала, Томе. Очекувајте нови гости, нови снимки, нови муабети. Нешто што сакав да допунам, а тоа е приметив, премногу спортски фокус имаше првата сезона. Не дека немав таква намера, нормално мојата позадина е спортска, ама ја имав и малце поопширна замисла за што уопште значи зборот перформанс. Па за да можам да искористам за да затвориме ова најавна епизода, дека го дефинирав. И by the way, ова ми помогна сите гости од првата сезона, разговарајќи со сите од нив, секој експерт во своето си поле, кој што човек дошол до некаков си перформанс, мене, спремајќи се за новава сезона, ми дое некоја следна дефиниција. Дека перформанс е процесот на наоѓање, соочување и справување со границите на нашите тела, умови и души. Идеално, мислам, многу добро, затоа што кога ќе се каже перформанс, кај многу луѓе одма прва мисла им е спорт. Тоа е точно, меѓутоа перформанс може музичен перформанс. Или музичен перформанс, да. Или актинг перформанс. Буквално и ова е перформанс студиово ново, што е толку добро направено, е некаков перформанс вложено у него. Appreciated, bro, appreciated. Не. Океј, фала. Секој перформанс има своја тежина. Така, ама да, нашата е 5 сата на бајк. Тачно. Некој е 5 сата у едитинг. Ама суштината е тоа, дека тоа е некој си НЗС што го приметив ја за било каков перформанс. Било каков перформанс. Човек треба да си ја бара границата, да се соочи, дали е тоа некој страф, дали е тоа некој физички лимит, не можеш толку да возиш, не си толку брз, не си толку силен, или некоја емотивна конекција, значи што и да е перформансот. Ја најдов некој на засада дека у некој момент човекот го наоѓа таа граница, се соочува со неа и со упорност, и тренинг, и повторување, ја надминува границата. Е тој процес на сите овие три сегменти. Дали е физички, дали е умствен, или е некој духовен, некоја духовна граница. Да. Тоа надминување, тој процесот е перформанс. Така што за оваа сезона и понатака, Томас Перформанс подкаст ќе проба да навлезе се подлабоко во оваа тема и да ги чуеме сите приказни од различни гости, од различни перформери, како они се справуваат со... Одлична идеја. Тоа е, друже. Многу успех. Друже, и кратко и интересно за овој пат. Да. Пат ќе поише нешто ќе размобетиме. Чекам следната епизода. Ај, уште еднаш. Фала, брат. Фала, брат. Тебе се гледаме, да. Поздрав. И like and subscribe. Да. Не, кој како нормално, колку поише гледате, толку поише мене ми е убаво и ја терате по раката.